Нема причина за паника околу американските визи, уверува премиерот Христијан Мицкоски. Тој вели дека Македонија има одлични и стабилни односи со Соединетите Американски држави и дека во наредните денови се очекуваат позитивни вести за македонските граѓани. Мицкоски појасни дека промените се однесуваат само на една тесна категорија емигрантски визи и дека тоа не ги засега граѓаните кои патуваат во САД на одмор, на работа или на школување. Премиерот порача дека граѓаните можат да бидат мирни и дека владата е во постојана комуникација со американските партнери. Министерството за надворешни работи и трговија веќе даде свој коментар, станува збор за емигрантските визи, не зборуваме за оние визи кои што се за потребите на студирање, туристички посети и така натаму и така натаму. Но јас мислам дека во деновите кои што следат има добри, пријатни вести за македонските граѓани, кога станува збор за ваков тип на односи помеѓу нашиот стратешки партнер. Мицкоски жестоко ја обвини опозицијата дека без потреба отвара прашања за надворешната политика. Според него, реакциите поврзани со Обединетото кралство неосновано се пренесуваат и на односите со САД, со што се создава непотребна вознемиреност кај јавноста. Јас жалам што опозицијата после жестоките и рафални критики кон нашиот стратешки партнер Обединетото кралство сега истото тоа го прави кон Соединетите Американски држави. Ке ве потсетам, не така одамна, кога беа наметнати оние трговски тарифи од 30-35%, истите тие опозицијски перјаници, кои што јас ги нареков талок на општеството во политиката, поитаа да го навредуваат нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, а никаде ги немаше да се извинуваат кога се нивелираше таа ставка на 15%. Последните статистики на Стейт Департментот на Соединетите Американски држави велат дека бројот на имигрантски визи издадени за македонските граѓани бележи јасен пад во изминатата деценија. Во 2024 година се издадени 573 селенички визи, речиси двојно помалку отколку во 2015 и 2016 година, кога бројката надминуваше 1300 годишно. Најмногу визи се издадени во 2017 година, 1421, додека најмалку во 2020 година, само 225, поради ковид пандемијата. Вкупно, од 2015 до 2024 година, на македонските граѓани им се издадени 8163 имигрантски визи за САД. Инаку Стейт Департментот на САД воведе пауза на обработката на имигрантски визи за 75 држави, почнувајќи од 21 јануари 2026 година. Одлуката е донесена со цел за силена контрола на апликантите кои според американските власти можат да станат јавен товар, односно да зависат од јавни бенефиции. Во интерен меморандум е наведено дека конзуларните службеници добиле насока да ги одбиваат апликациите согласно постојаното законодавство. Мерката се вклопува во имиграцијската политика на администрацијата на Доналд Трамп, најавена уште во ноември 2025 година. Паузата се однесува само на имигрантски долгорочни визи, додека туристичките, студентските и другите неимигрантски визи не се засегнати.